Само еден филчан кафе е доволен за да ве расони и да се чувствувате подобро. А неколку филчани дневно може значително да го намалат нивото на ензими кои доведуваат до оштетување на црниот дроб. Новите истражувања покажуваат дека кафето ги уништува штетните последици од алкохолот. А освен тоа, кафето, конзумирано во умерена доза, штити исто така од срцеви заболувања и дијабетес, особено кај мажите. Ова истражување ни доаѓа од Финска, а на него работеле финските научници, вклучувајќи 19.000 испитаници во текот на цели 10 години. Резултатите покажале дека внесувањето на 280 грама етанол во телото неделно, а тоа е околу 3,7 литри вино, доведува до зголемување на ензимот, а тоа пак доведува до болести на црниот дроб. Но со редовно конзумирање на кафе, и тоа во нешто поголеми количини, околу 5 филчани дневно, ја намалува активноста на ензимите за дури 50%. Често се мешаат или се смета за едно исто, ако почнете да кашлате или да ви тече носот. Но зависно од неколку симптоми, може да препознаете дали се работи за обична настинка која лесно поминува или за грип кој мора да се лекува. Во продолжение ви нудиме 5 симптоми за тоа како да разликувате грип од настинка. Кога почнуваат првите симптоми? Првите знаци на настинка се јавуваат ден до 2 по контактот со вирусот и почнуваат со чешење и воспаление на грлото кое постепено се влошува. Грипот настапува брзо и нагло, кога за неколку часа го чувствувате целото тело како болно. Кои се најчестите симптоми? Болката во грлото и течењето на носот се први знаци на болеста која се појавува и при грип и при настинка, но со важна разлика. Кај настинката, проблемите со носот почнуваат откако ќе престане болката во грлото. Носниот секрет постепено станува пообилен, погуст и пожолт, а носот е цело време блокиран. Подобрување има дури после 5-тиот ден. Кај грипот нема промена на носниот секрет, но кашлицата трае подолго, сува е и непродуктивна. Колкава телесна температура значи грип, а колкава настинка. Блокадата на носот и чувството на изнемоштеност кои настануваат поради оптовареноста на дишните патишта кај настинката предизвикува главоболка и треска. Кај грипот симптомите се поинтензивни и телото останува приковано за кревет, што најчесто е предизвикано од температурата до 40 целзиусови степени. Кога треба да се лежи во кревет? Зависно од вирусите кои предизвикуваат настинката, се разликуваат различни симптоми. Некогаш тоа може да биде слабост и треска. Лежењето не е неопходно и личностите со настинка може нормално да функционираат. Кај грипот, симптомите се со црвени и насолзени очи. Кожата изгледа влажна и има висока температура. Болките во зглобовите, губењето апетит и исцрпеноста го принудуваат телото на лежење и минимален контакт со околината. И за крај дознајте колку долго трае настинката, а колку грипот. Врвот на настинката се случува 2 до 3 дена по појавата на симптомите, а најлошото поминува по 1 недела. Настинката би требало целосно да се повлече за 3 до 4 недели по заболувањето. Грипот го исцрпува телото, па болките и заморот може да се задржат неколку недели, понекогаш и месеци по првата појава на симптомите. Телесните активности во тој период стануваат потешки. Грипот го ослабува организмот и може да предизвика дополнителни болки во стомакот и мускулите. Доколку поради зараза вирусот почнува да продира подлабоко во телото, бактериите предизвикуваат воспаление на белите дробови.
Кога сме гладни, односно имаме празен желудник, знаеме да посегнеме по храна која не е најдобар избор, бидејќи одредени намирници се штетни кога ги консумираме на празен желудник. На овој начин, само дополнително го надразнуваме желудникот и го отежнуваме неговото правилно функционирање. За да ја избегнете ваквата грешка, обидете се да не ги консумирате следниве намирници кога желудникот ви е празен. Лиснато тесто. Храната која содржи квасец ја иритира слузокожата на желудникот и може да предизвика надуеност. Благо. Шеќерот го зголемува нивото на инсулин, со што значително се зголемува притисокот врз панкреасот, кој само што се разбудил. Навиката да се консумира благо на празен желудник може да доведе до развој на дијабетес. Јогурт и други ферментирани млечни производи. Кога пиеме јогурт на празен желудник, хлороводородната киселина која се создава во желудникот ги убива бактериите и млечните киселини. На овој начин со пиењето јогурт наутро воопшто нема да му помогнете на вашиот организам. Круши. Природните влакна на крушите може да и наштетат на осетливата мембрана на желудникот кога тој е празен. Домати. Доматите содржат голема количина танинова киселина, која ја зголемува киселоста на желудникот, што може да доведе до создавање на чир на желудникот. Свежи краставици и друг зеленчук. Сировиот зеленчук е богат со аминокиселини, меѓутоа, тој може да предизвика и киселини, надуеност и болки во стомакот, особено кога се консумира на празен стомак. Банани. Внесувањето на банани на празен желудник го зголемува нивото на магнезиум во крвта, што може да биде штетно за срцето. Лути зачини. Зачинетата храна може да ја оштети или надразни слузокожата на желудникот, но и да го зголеми создавањето на желудочна киселина. Тоа пак може да доведе до развој на здравствени компликации во дигестивниот систем. Ладни газирани пијалаци. Пиењето ладна газирана вода наутро може да ја оштети слузокожата на желудникот и да го намали протокот на крв во стомакот. Како резултат на тоа, храната се вари многу побавно. Цитрусно овошје. Цитрусното овошје содржи овошни киселини, кои доколку ги внесете на празен желудник, може да предизвикаат горушица и да го зголемат ризикот од гастритис и чир на желудникот. Своите дишни патишта може да ги прочистите со одредени намирници, но запаметете дека белите дробови не може целосно да ги исчистите само со консумирање на овие намирници, но во одредена мерка може да се ослободите од отровите и со самото тоа да ја намалите можноста за заболување од рак. Ви донесуваме листа од намирници кои се надеваме дека ќе успеат да ви помогнат. Пченка шеќерка. Оваа намирница содржи бета-криптоксантин, за кој се смета дека ги штити белите дробови од карцином, бидејќи представува мощно силен антиоксиданс. Од друга страна, имајте на ум дека повеќето пченки шеќерки на полиците во продавниците се всушност модифицирани, па консумирајте исклучиво онаа за чие потекло целосно сте сигурни. Селен. Станува збор за моќен антиоксиданс, кој може да се најде во разни видови риба, како туна, лосос, но и во јагнешко месо, јајца и житарици. Кромит. И црвениот кромит и лук содржат состојки кои дејствуваат антиканцерогено. Кромидот спречува настанување на многу болести, меѓу кои инфекции и рак на белите дробови. Кај лицата кои имаат веќе рак, консумацијата на кромит спречува раст на нови клетки. Ѓумбир. Ова е едно силно средство за изфрлување на отровите од белите дробови. Може да пиете чај од корен на ѓумбир, со што ќе си го олесните дишењето, а парче ѓумбир може да изедете и со оброкот. Портокали. Освен што се надалеку познат извор на витамини, портокалите содржат
криптоксантин кој влијае превентивно против рак на белите дробови. Коприва. Оваа билка е преполна со железо, а многу е ефикасна и како средство за дезинфекција на белите дробови и борба против инфекција. Чај од борови иглички. И додека традиционално овој чај се користи за перење на устата и грлото, тој е добар сојузник во борбата против рак на белите дробови. Иако пилингот на кожата е потребен и во зима, со него не треба да се претерува токму поради ризикот од исушување на кожата. Ветрот, студот, но и сувиот воздух поради грењето се особено груби за најголемиот орган на нашето тело – кожата. А кога говориме за негата на лицето и телото, зимата е нешто поспецифично за разлика од летото, бидејќи повеќе не е доволно едноставно само да го намачкаме лицето со лесна крема. Иако поголемиот број на чекори во процесот на негата на кожата знаат да бидат напорни, кожата и тоа како ќе ви биде благодарна, бидејќи со доаѓањето на зимата не мора да управувате со сувата и надразената кожа. Еве, основни 5 совети за тоа како да ја заштитите кожата од остриот студ. Пареа во бањата. Долгото туширање со врела вода и тоа како е примамливо после настапувањето на студените денови, но воопшто не е добро за вашата кожа. Кога би ја згреале бањата без да претерувате во тоа, најпрво треба да почекате на температурата на вашето тело да се прилагоди кон потоплото обкружување. Исто така се препорачува и да се запари бањата за да возможи попријатно туширање, при што на овој начин нема да мора да го употребувате премногу топла вода, како би се загреале. Купете навлажнувач за воздухот. Овој уред особено е корисен во зимскиот период, кога сите ние ги загреваме домовите, а прекумерно сувиот воздух ја исушува кожата. Ова посебно важи за ноќните часови и со сигурност ќе ви помогне да не се разбудите со сув нос и надразнето грло. Хидрирајте ја кожата. После туширањето, важно е веднаш да нанесете хидрататен лосјон или масло со цел да ја заклучите влажноста во кожата и на тој начин да ја спасите од сувост и затегање. Правете го ова секојдневно, при што веднаш ќе забележите дека вашата кожа станува помека, помазна и повеќе не е толку сува. Приминувајте ноќни третмани. Кожата најмногу се обновува во текот на ноќта, па пред спиење добро би било да се почестите со некоја помазна крема, која што ќе ја нанесете на сите критични подрачја: петиците, лактите, усните, колената и рацете. Внимателно со пилингот. Иако ексфолицијата е потребна и во зимскиот период, со неа не треба да се претерува токму поради ризикот од исушување. Токму затоа, во текот на зимскиот период, најдобри се ензимските пилинзи, кои што на нежен начин ги отстрануваат мртвите клетки, а на кожата ја обезбедуваат мекост и здрав сјај.